Почитувани сограѓани, почитувани кавадарчани, користам прилика преку локалните медиуми прво да се заблагодарам за сите оние наши сограѓани кои што излегоа масовно на митингот што го имаше опозицијата и кои што дадоа поддршка, всушност недвосмислена поддршка за промени на подобро за сите во Кавадарци и во Македонија. Мислам дека атмосферата е очигледна и веќе е сосема јасно дека волјата на народот и во Кавадарци и во Македонија е недвосмислена. На прагот сме на една историска голема победа, која што на крајот ќе треба да значи подобар живот за сите и во Кавадарци и во Македонија. Во досегашниот тек од кампањата ги посетивме повеќето урбани заедници, секаде е атмосферата очигледна. Народот е желен на 11 декември масовно да испадне на избори, да го каже својот став и да ги направи промените. Токму во таа насока и денешната моја изјава е дека мора да коректно, максимално коректно во насока на тоа да го одржиме меѓусебното, меѓучовечко почитување и колку што е можно повеќе да го ставиме акцентот на програмските определби што ги имаме како политички партии и на тој начин да го направиме финишот на изборната кампања многу порелаксиран и колку што е можно поприфатлив и за самите граѓани. Мислам дека е сосема јасно, атмосферата во Кавадарци укажува на тоа дека опозицијата тука ќе издвојува огромна, голема победа и токму заради тоа ги повикуваме сите оние сограѓани, кавадарчани кои што се уште се колебаат или не знаат точно која програма да ја прифатат се уште или кој кандидат е поприфатлив за нив за пратеник во собранието, да се одлучни, да знаат дека опозицијата на овие избори, програмата која што ја нуди е програма за сите. И токму од тие причини пораките кои што ги упативме со останатите кандидати на митингот беа токму во таа насока. Затоа и мојот апел, еве и благодарност и до локалните медиуми кои што постојано не следат. Идејата е овој пат на изборите на 11 декември, после сите законодавни и легислативни промени кои што се направија во претходниот пратенички состав, граѓаните да можат слободно да го дадат својот глас. Да не бидат уценувани, да не бидат присилувани, нити од своите газди, нити пак од своите раководители во институциите во кои што работат, бидејќи само да потсетам, во кривичниот законник на Република Македонија за делата против изборите и вршењето притисок предвидени се казни од 3 до 5 години. Така да јасна треба да биде пораката, посебно за раководителите во јавниот сектор, дека граѓаните овој пат мора слободно да го дадат својот глас. Да нема заплашувања, да нема уценувања, да нема било какви девијантни појави кои што може да остават било каква трага врз изборниот процес. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата со нашата програма План за живот во Македонија инсистира на регуларен и чесен изборен процес кој што на крајот треба да резултира со завршување на политичката криза и со одење напред во подобра иднина за сите граѓани и на Кавадарци и на Македонија. Нашите определби програмски веќе ги презентиравме пред кавадарчани, овие денови што остануваат до 9 до крајот на кампањата ќе ги искористиме за максимални контакти со сите граѓани на територијата на Кавадарци и пошироко, да ги убедиме дека навистина е дојдено време да го заокружат редниот број 4, да му дадат поддршка на носителот на пратеничка листа Зоран Заев и нормално за сите граѓани во Кавадарци и во Македонија да биде подобро по 11 декември. Во таа насока користам прилика уште еднаш да се заблагодарам на граѓаните на Кавадарци и да посакам успешна изборна кампања до крајот на законски предвидениот рок.